Почитуван ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, почитуван декан на Природно-математичкиот факултет, професор доктор Александар Скепаровски, почитувани продекани, членови на деканатот, почитувани присутни професори, почитувани министерка за образование и наука Мила Царовска, почитувани присутни професори кои што сте со нас денеска, почитувани представници на медиумите. Ми представува чест што ми е дадена можност да ви се обратам на вашиот прв академиски час и да ви посакам успешен старт во остварувањето на оваа исклучително важна фаза во вашиот живот и во вашето образование. Истите честитки и желби за успех им ги упатувам и на сите останати студенти, и на сите професори, и останати вработени на универзитетите и факултетите во нашата земја. Вие го избравте Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, како една од повеќето угледни, високи образовни установи во нашата земја. Образовните и научно-истражувачките програми, кои стојат пред вас од областа на математичките, физичките, хемиските, биолошките, географските, етнолошките и информатичките науки, отвараат нови перспективи и хоризонти во вашите животи. Дополнително, вмреженоста на вашиот факултет со Европската академска мрежа Еразмус, како и преку директните програми за соработка на Природно-математичкиот факултет со сродните високообразовни институции во Европа и во светот, ви отвора порти за стекнување на најсовремени знаења. Многу е важно и за студентите и за професорите, што со почетокот на оваа академска година, наставата и другите активности се враќаат во амфитеатрите, кабинетите и лабораториите на студентскиот кампус. Ништо не може да го замени непосредниот контакт и директната комуникација во стекнувањето на знаењата и вештините, но секако останува да се почитуваат протоколите за организирање и спроведување на наставата и другите академски активности. Се надевам дека пандемијата нема да добие димензии за да мора да се врати академската година онлайн. Но дори тоа да се случи, веќе имаме сериозно искуство од минатата година и сите планирани содржини ќе се реализираат согласно програмите на факултетите, а посебно и ректорот зборуваше за подготвеноста на Севкупниот универзитет за онлайн наставата. Владата и Министерството за образование и наука продолжуваат во креирањето на програми и политики за поддршка на студентскиот стандард и за современи услови за настава и за спроведување на научно-истражувачките проекти на факултетските институти. Значително да ја промениме политиката на стипендирање на студентите со цел да се излезе во пресред на што повеќе млади и за повисоки месечни износи со кои навистина ќе ја почувствуваат поддршката која државата им обезбедува во текот на образовниот процес. Па така, како што рече министерката за образование, за најголем дел од категориите на студентски стипендии, месечните износи се зголемени некаде и за над 80%. Од оваа година започне и реализацијата на поддршката на студентите со субвенционираниот студентски оброк. Тоа е систематско решение, утврдено со закон, со кое на младите значително им се олеснува животот за време на студирањето во износ од 2400 денари 9 месеци во годината. Право на оваа финансиска поддршка имаат сите редовни студенти, запишани на додипломските студии на државни и приватни високообразовни установи. Вториот рок за аплицирање на оваа поволност за студентите започна токму денеска и ќе трае до крајот на месецот. Посебно се однесува на бруцошите на оние кои што ја почнуваат оваа учебна година сега на високо образование. Со честитките по повод новата академска година до сите вас, ви посакувам креативен, отворен пристап кон образованието и инспиративни професори. Образованието е повеќе од само учење и стекнување нови знаења. Академските години се период на зрелост и на пронаоѓање на сопственото најдобро место во светот на професионалната определба и севкупно во општеството. Образованието возможува да се надминат сите бариери и ги проширува нашите перспективи, за да ја сватиме и прифатиме различност. На професорите и на сите останати во академскиот образовен процес им посакувам студенти што инспирираат, отворени за ново знаење и подготвени да учат.
Нека се нижат многу успеси во новата академска година и во текот на целиот период на вашите студии. Ви благодарам.